Во Крива Паланка недостасуваат педиатри. Двајцата педиатри кои моментно ги обслужуваат паланчани се при крај на својот работен век. Доктор Стојне Величковски, педиатар, вели неопходно е да се подмлади кадарот за да се остават во сигурни раце идните поколенија. Педиатрите, за разлика во другите општини, во нашата општина се уште екзистираат, се уште имаме двајца педиатри кои што сметам дека пружаме добра здравствена заштита на дечињата. Меѓутоа, педиатрите, на жалост, се во изумирање, односно, некои се пензионираат, некои завршуваат со својот работен век, така да нови не се праќат и тоа е хендикеп за целата држава, затоа што во некои градови, да речеме, една Струмица има, мислам дека во примерна здравствена заштита има и помалку педиатри него што има Крива Паланка. Меѓутоа, се соочуваме во последно време со еден проблем кој што мислам дека секаде во сите градови е присутен, да одредени родители носат деца на лекари општа пракса, што не е убаво, односно тоа е мислим на уштрб на дечињата, затоа што педијатрот сепак пружа најубава здравствена заштита, односно најквалитетна здравствена заштита, затоа што самата специализација трае 5 години и за тоа време навистина се и специализирал за мали дечиња, односно за деца деца ги рачунаме до 18 години. Така да во Крива Паланка, за разлика од другите градови, имаме двајца педиатри кои што се доволни да пружат квалитетна здравствена заштита и нема потреба за оваква флуктуација на дечињата да одат кај лекари општа пракса кои што не се доволно обучени и не се доволно едуцирани за пружање на здравствена заштита кај мали деца. Крива Паланка во тек на идните години сигурно дека ќе се соочи со ваков проблем, затоа што ако некој од нас отиде во пензија, сите сме тука при крај и ако некој сака да оди, може и да оди, ако не државата дозволува да можеме да останеме и тоа и го правиме некои и ќе се соочи со проблем кој што го имат и другите градови. На некој начин мојата здравствена установа се потруди да овој проблем делумно го ублажи, така да во најблиско време ќе имам специјалист педијатар кој што е веќе при крај со турнусите, односно со колоквиумите и се чека уште специјалистички испит да положи, така да Крива Паланка ќе има еден млад педијатар кој што навистина ќе продолжи по нашите стапки. Што се однесува до детското одделение го немаме одамна во Крива Паланка. Тоа е како резултат на укинувањето на болничкиот дел, па потоа еден дел од болничкиот дел за живеа, така да имаме геријатриски дел, така наречен, кај што обстојуваат повозрасни луѓе, постари луѓе. Немањето породилно и детско одделение е голем хендикеп за паланчани, но и за жителите на Ранковце кои добиваат здравствени услуги во општината. Ресурсите се ограничени. Се работи со расположливите средства, а за општо добро на дечињата достапни сме речиси секогаш, деноноќно, зашто тие се најважни, вели доктор Величковски. Од време се заговараше дека ќе се укине медицински центар како медицински центар. Тогаш имавме и детско одделение, имавме и други одделенија, имавме и гинеколошко акушерско одделение, имаше и раѓања кои што навистина мислам убаво беше и за родилките и за сите нас и за населението, немаше раздвижување Куманово, Скопје и така. Меѓутоа сега по новите концепти на Министерството за здравство, односно по новите нормативи, треба да има во една родилна сала, треба да има и анестезиолог, треба да има и педијатар во јавното здравство. Сите тие кадровски решенија не се доволно застапени и нормално дека вакво пружање на здравствена заштита, односно раѓања и
и болничко лекување, односно детско оделение не е дозволено, односно и не може да екзистира, затоа што ако имаме едно детско оделение, сигурно ќе треба да има повеќе педиатри за да има дежурства, односно да има смени, да има повици и слично, така да во јавното здравство нема ни еден педиатар, нема ни на вакцините педиатар, нема педиатар ни за одредени повици. Јавното здравство не користи нас, двајцата педиатри, ние притрчуваме и дежурните доктори ни се јавуваат постојано ако има некој проблем и нормално, ако не едниот достапен, другиот е достапен и се трудиме да бидеме достапни и да пружаме одредена здравствена заштита. Доаѓате ли до такви конфронтации понекогаш? Тешко ли е да се работи педиатријата? Знаете што, во малите места секогаш е тешко да се работи, затоа што ние немаме доволно нагледни средства, да немаме доволно опремена лабораторија во јавното здравство за да можеме да ја користиме. Потоа имаме пакети на услуги кои што во ПЗУ некои се дозволени, некои не се дозволени. Ајде да кажеме дека и од тие што не се дозволени родителите ќе си платат. Меѓутоа имаме некои проблеми кои што да речеме не прошол тендер, немаме моментално да речеме сме хендикепирани со тоа што ЦРП веќе немаме 6 месеци во лабораторијата тука во здравствениот дом и секојаш се чека на тендер и додека тендерот да биде, ние се соочуваме со проблеми затоа што при одредено заболување на некое дете, да речеме од респираторните па и од другите видови заболувања, мораме да користиме и ЦРП, мораме да користиме и крвна слика. Ајде, крвна слика ќе направиме, ама не секогаш крвната слика е мерило дали да издиференцираме, дали бактеријата, дали е инфекцијата бактериска или е вирусна. Со обзир на тоа каква е инфекцијата, ние према тоа ординираме терапија или не ординираме антибиотици. Друга работа. Имаме антибиограм, односно бриз од носиот грло може да се земе само вторник и петок. Ние за тоа време, додека да го добиеме антибиограмот, соочени сме со проблеми, дали ќе биде, дали нема да биде како што ние предвидуваме, ризик што велите дека може да се влоши состојбата, во меѓувреме во малите места често пати и родителите не сакаат или ајде да не се стварат трошоци, да не се направи некој проблем и може да дојде да се направи некој превид и после незадоволството, односно зошто малите дечиња да бидат изложени на таков ризик кога и не мора. Некојаш треба, например, обсервација, треба инфузиона терапија, Куманово не е доволно блиску и сега поготово во овие зимски месеци кога имаме и снег, имаме и ниски температури кои што дополнителни ризик фактори и за возење и за транспорт, да речеме, на дечињата и самите тие фактори идат на грб на пациентите и на докторот. Меѓутоа, сепак реков и уште еднаш ќе се повторам, сепак ние се трудиме да тоа што го нема да го надокнадиме и го работиме во нашите ординации. Уклучуваме инфузии, правиме некои работи кои што ете така напори. Лично работам и во сабота, и во недела на Сабајле, дури и празници отварам затоа што кај малите деца не секогаш можете да предвидите какви компликации можат да ви се случат. Може за половина ден толку многу да се смени клиничката слика и од час во час, така да може да дојде до некои компликации кај што може да биде загрозен и животот на малото дете, односно на доенчето, кој што доенчиња, па и новородени, кај што може да речеме утре
да дојде до некои несакани, да не ги споменувам, несакани последици кои што не би требало да се случат и не се случувале. Така да ние тука во Крива Паланка се соочуваме со доста големи проблеми, меѓутоа ете тоа се навикнавме на некој начин, па и порано не беше нешто многу подобро, затоа што денеска пак ќе речам уште еднаш, сепак мислам дека се носиме со проблемите и со тоа што имаме и комуникации, мобилни телефони, родителите не користат, звонат на мобилни телефони, разговараме, делиме совети и двајцата колеги постојано сме во една мобилна положба, постојано разговараме со пациентите и ако некојаш нешто се искомплицира, брзата помош работи, убаво работи, има добра соработка со колегите И Кумановското детско одделение се соочува со проблем со кадровски потенцијали. Педиатри има 7, вели началникот доктор Лилјана Николиќ, но премалку сме. Дежурства има многу, бројни се прегледите кои ги обавуваме, вели таа. Состојбата не е за пофалба. Како педијатар никогаш не можеш да бидеш лош. Децата те облагородуваат, велат тие. Но да се биде педијатар е голема одговорност. Мора да сте секогаш на готов, буквално. Оти кај дечињата состојбата умее да варира драстично од час во час.